Почитувани новинари, ВМРО-ДПМН прва понуди конкретна програма за развој на спортот и младите во Република Македонија. ВМРО-ДПМН преку Агенцијата за млади и спорт покажа дека државата води грижа за квалитетен спортски развој и развој на спортот и развој на младите. Со досегашната работа започна да се менува комплетната слика и амбиентот за развој на спортот во Република Македонија, а резултатите тоа го говорат. Од суштински важните проекти на кои акцентира нашата работа би ги потенцирал следните. Во делот на подобрување на спортската инфраструктура во Република Македонија, досега се изградени и пуштени во употреба 15 спортски сали, и тоа во општините Валандово, Чешидново, Облешево, Пехчево, Македонски Брод, Илинден, Брвеница, Свети Николе, Берово, Демирхисар и тука во Скопје во населбите Маџари, Радишани, Бутел, Ново село и Хром. 10 спортски сали се во тек на изградба, а во овој месец ноември, спортски сали ќе добијат и општините и граѓаните во општините Кисела Вода и општина Боговиња. Досега се изградени и пуштени во употреба 4 фудбалски игралишта во општините Радовиш, Велес, Илинден, Ѓорче Петров, а во моментот се реализира изградбата на уште 34 нови фудбалски игралишта, распространети на територијата на цела наша држава. Со изградбата на овие објекти, кои се наоѓаат низ целата територија на Република Македонија, граѓаните и спортистите добиваат неопходната спортска инфраструктура, објекти во кои веќе се формираат нови клубови, објекти во кои масовно се спортува, објекти кои ќе придонесат за развој на спортот во Република Македонија. Во делот на спортската инфраструктура, сакам да ве известам дека во текот на овој месец, на месец ноември, ќе започне изградбата на првите тениски игралишта во Република Македонија, кои што ќе бидат распространети низ целата територија на Република Македонија, како и почеток на градбата на карпата за спортско качување во општина Карпаш. Почитувани, во делот на поттикнувањето и доследното почитување на врвните спортисти и нивните спортски достигнувања, ќе ги издвојам следните активности. Агенцијата за млади и спорт додели 26 национални спортски признанија, популарно наречени спортски пензии, за заслуги на врвните спортисти од типот на Атина Бојаджи, Дарко Панчев, Шаван Сејдију, Индира Кастратовиќ, Реџеп Реџеповски и многу други спортски личности кои допринесоа за развој, за презентација на државата и спортот и постигнаа резултати од меѓународен калибар. Вредно е да се напомене дека Агенцијата за млади и спорт додели и 500 стипендии за млади спортисти до 20 години во сите спортови кои што вираат во Република Македонија. Со ова покажавме дека Агенцијата за млади и спорт работи и се грижи за младите спортски таленти во оваа држава. Нашата задача е во соработка и активна помош со владата на Република Македонија, активно да допринесуваме за спортскиот развој на младиот човек и за јакнење на спортскиот дух. Токму затоа, Агенцијата за млади и спорт реализира и повеќе кампањи, како што се кампањата за стоп во насилството во спортот, кампањата за борба против пороците, во кои што учествуваа најпознатите спортисти во Република Македонија Избери живот, избери спорт, кампањи кои не идоа на добар прием кај младата популација, кампањи кои со својата реализација ќе продолжат и во иднина. Агенцијата за млади и спорт во оваа насока, во насока на остварување на поквалитетен живот за младите луѓе, исто така го промовираше и акциониот план за имплементација на националната стратегија за млади во Република Македонија. Почитувани, ВМРО-ДПМН и во иднина продолжува со реализација на ветеното. ВМРО-ДПМН и Агенцијата за млади и спорт и во иднина ќе продолжат со промоцијата и поддршката на младите, на спортските таленти и ги повикуваме сите граѓани, политички субјекти, граѓански здруженија активно да се приклучат во реализација на нашите проекти со единствена цел – изградба на држава, на здрави млади луѓе, изградба на спортски капацитети кои ќе служат и на нивните генерации македонски граѓани. Благодарам.